Ото, драго ми што се гледаме со некој како што е Гордана после Вартоломејската ноќ. Така ли? Имаше една таква Вартоломејска ноќ. Фала му на Бога што преживеавме и еве што се уште сме живи и што денес ке се сочиме со одредено насилство кое е поопасно од Вартоломејската ноќ. Јас ке се обидам како професор по уставно право од гледиште на уставната теорија, уставната историја и од гледиште на нашиот устав како конкретен правен акт да дадам неколку глобални општи оценки за предложените амандмани со конкретно посочување на одредени амандмани за кои што се репрезенти на една таква глобална оценка, со цел не само секцијата во која што сум јас присутен, туку и другите две секции да можат тие мои општи оценки од економска гледна точка и од други гледни точки да ја прифатат или да ја отфрлат. Мислам дека кога ја добив поканата и особено агендата, одлучив целосно да се вклопам во агендата вие што ја предлагате. И оттука насловот на моето излагање или поентата ќе биде на насловот што вие го создадовте. Тоа е наметнат устав. Кога прочитав, брзо забележав дека авторот на тој термин добро го познава уставното право, добро ги следи моите предавања, со тоа што иновира и во областа на терминологијата. Наместо подарен устав или октруиран устав, тој создава термин наметнат устав. Таа оценка ја извлекува од постапката по која се донесуваат предложените амандмани. Постапката е многу брза, итна, постапка која секојдневно ја гледаме кога се донесуваат законите во собранието, и тој забележува дека и овие амандмани ја доживуваат судбината на закони по итна постапка. А се знае од секогаш тој што брзо може да падне на патот по кој што се движи. Особено ако не направил добра обсервација и ако нема солиден увид на состојбите со кои што се судрува сегашноста, а уште повеќе иднината. Со овакво брзање и со оваков концепт нацрт амандмани, владата, како овластен предлагач на уставните промени, на сликовит начин ја демонстрира својата омнипотентност и во сферата на уставотворната власт. Досега ни е позната нејзината омнипотентност во голем број области, но овој пат одлучи таквото лице да го покаже и во најделикатната сфера на човечките односи, а тоа е уставотворната власт. Власт која треба да креира, власт која треба подеднакво да води сметка и за минатото, и за сегашноста, и за иднината. Влада како предлагач, како извршна власт, се дрзна и во таа сфера да го има главниот збор. Власта на народот, јас ја означувам како и старите римјани потестаст, владата ја заменува со својата власт ауторитас. Сето тоа се случува во времето на премин на Римската република во принципата, потоа и во империја. На таква семоќна влада полесно им е на пратениците на парламентарното мнозинство, но и на оние трите симпатични пратенички што ја напуштија опозицијата, да кажат уи, да, отколку не. Слично на француските пратеници од времето на Наполеон I Бонапарт. Тогаш, Гордана се сеќава, го уфрливме во игра која е поврзана со нашето секојдневие Кромвел. Сега е на дело Наполеон I Бонапарт. Од гледиште на уставната историја,
Само ве подсеќам на уставите што се донесувани во негово време. Цела една серија на устави. Предложените амандмани, овие што ги предлага владата, може да се наречат од гледиштето на нивната содржина. Не од гледиште на процедурата, од гледиште на нивната содржина. И како контраустав на овој постојниот. Станува збор за нови форми, нови уставни термини и категории со кои што јас прв пат се сретнувам, кои им противречат и на преамбулата, и на темелните вредности на уставниот поредок утврден со постојниот устав од 1991 година. Тоа важи особено за амандманот 34, која воведува меѓународната финансиска зона, како издвоена географска локација во доменот на уставното и на меѓународното право. Во доменот на уставното и меѓународното право. Тие категории уставно и меѓународно право во образложението не се наведуваат ниту во содржината на амандманот, но јас сега ги истакнувам, затоа што се тие клучни. Тамо се наведува дека зоната ќе биде надвор и од граѓанското, и од даночното, и трговското, но ни збор за тоа дека е надвор и од уставното, и од меѓународното право. Со наведениот амандман, имајќи во предвид неговата содржина и консеквенции врз постојниот уставен поредок, се врши уставен удар врз постојниот уставен поредок на Република Македонија. Овој удар кој што е сега на дело или кој сака да се оформи како таков, е посилен и пораздорен од ударот што го направи Законот за собранието на Република Македонија од 2009 година. Станува збор за оној удар за кој што зборев, удар врз парламентарната демократија, удар кој беше вовет во насилството од 24 декември 2012 година. Означен од директорот Милчин како врателомејска ноќ, а јас потоа го прифатив тој термин, напишав текст од таа расправа, но вестникот во кој што работи Дувњак немаше храброст да го објават. Тоа што зборува? Тоа зборува дека најдобрите вестници наши се под автоцензура. Ако, тоа ми дава уште повеќе болја да бидам повнимателен, но уште поостер и попрецизен. Предложените одредби во наведениот амандман, на него посебно се задржувам, иако и економистите ќе зборат од економски аспект за него, јас само од уставно правен аспект, тоа го кажувам, таквиот амандман со такви решенија има разорно дејство врз македонската државност, вклучувајќи ги одлуките на АСНУ, како и врз целокупното право и правосудниот систем на Република Македонија. Овој амандман лично ценам ќе биде најголемата пречка за зачленување на Република Македонија во Европската Унија. Сакам гем тоа да го има во предвид, посебно ако се имат во предвид основните карактеристики на европското право и на веќе конституираното европско уставно право, од чија област деновиве пред месец дена се одбрани првата докторска теза под моје раководство на Правниот факултет во Скопје. Брзо ќе уследи и формирање на Сдружение за европско уставно право. Овој амандман е голема пречка за сите тие активности и најголем удар врз македонското право од гледиште на европското право. Од предложениот текст
на тој амандман, а особено од кусото образложение на наведениот амандман. Владата предлага Република Македонија да има и втор устав. Секундум конституционем. Јас овде и латински термини ќе видите во текстот ги наведувам за да можат тие термини уште повеќе да го појаснат поимот и тоа што го кажувам и пишувам на македонски. Бидејќи се тоа термин општо прифатени во споредбеното уставно право. Овој устав од 1991 година заедно со 32 амандмани е првиот, а вториот е амандманот 34. Тој амандман го сведувам на ниво на категорија устав. Тој вториот устав е паралелен устав претерконституционен. Не станува збор за дополнување на едниот со другиот устав, туку станува збор за нивно меѓусебно исклучување. Станува збор за два конкурентни устава. Цицерон би рекол, хуком, кој кого овде ќе го надвладее? Ја мислам дека овој помалиот ќе го надвладее, пообемниот, постариот, како што и помладите луѓе ги совладуваат постарите, особено ако старите немаат сила да се спротиставуваат и да покажат енергија. Јас затоа одам редовно на плажа за да имам енергија. Ево и таков дојдов и денеска на ова расправа. Гледате? Со тен, така е. Кога е во прашање овој втор устав, овој амандман, бидејќи има разорно дејство врз државноста, овој пат председателот Иванов не смее да се држи по страна и да молчи. Барем кога е во прашање амандманот 34. Јас ќе бидам задоволен да каже бар два збора за овој амандман. Другите не мора да кажу, али за овој треба да каже. Со овој амандман недвосмислено се удира против неговата парола од изборната кампања државата пред се. Еве и овој пат гледате колку водам грижа за неговиот интегритет. Ако чуе добро, ако не чуе, и понатаму ќе продолжам. Не, ќе продолжам да му помагам, да го советувам, да нешто превземе од гледиште на заштита на уставниот поредок на Република Македонија. Но овој пат мора нешто да превземе и за заштита на уставното право на Европската Унија. Бидејќи декларативно се определува за македонскиот пат кон Европската Унија. Ако не каже ни еден збор, тогаш јасно може да се заклучи дека и тој е против зачленувањето на Република Македонија во Европската Унија. Го споредувам сега со поранешните председатели. Тие не молчеа кога на дневен ред беа уставните промени. Напротив, јавно го кажува своето мислење, било како предлагачи на уставните измени, или како автори на одредени пишани текстови доставени до надлежните органи кои тие приметби и забелешки треба да ги имат во предвид. Председател Глигоров беше овластен предлагач за донесување на Уставот на Република Македонија 1991 година. И два пати имаше настапи во собранието. Особено вториот настап се случи во најтешките кризни моменти кога беше доведен во прашање усвојувањето на Уставот од 1991 година. Имаше храброст и се појави. И тогаш успеа кризата да извлече најмногу поради тоа што беше асномец. Председателот Трајковски беше овластен предлагач за амандманите од 2001 година. Изборуваше пред пратениците во собранието, иако интимно не се слагаше со тие амандмани. Но сепак на државна функција и треба да го направи тоа што моментот го налага, наспроти неговата етика. А председателот Црвенковски достави свое мислење во пишана форма за амандманите од 2005 година. Тој не сакаше да биде дел од тимот предводен од владата на СДСМ. Напротив, действуваше самостојно, бар кога се во прашање уставните измени во тој период, со чувство за потреба за почитување на начелото на поделба на власт.
знаеше дека без поделба на власт нема устав. Како да ја прочитал француската декларација од 1789. Земја што нема поделба на власт и гарантирани човекови слободи и права со судски пресуди, нема устав. Ние се уште сме заљубени во текстот на уставот, а не во неговата заштита, но ќе дојде и тоа време. Сите претходни уставни измени се правени претежно или во најголема мера со меѓупартиски договор. Освен амандманските промени од 2009 и 2011 година, кога на власт беше коалицијата, ова сега да не ја споменувам, али сепак ја кажам ВМРО, ДПМН и ДУИ. Тој преседан продолжува и натаму, во времето кога на власт е истата коалиција. Тоа е голем проблем. Тоа е вистинско невреме за Република Македонија. Ништо без договор. Пак ќе мора да се вратат на тој договор. Нема друг излез. Грдите слики што доаѓаат од собранието на Република Македонија и од седницата на Уставната комисија зборуваат најдобро во каква состојба денес се наоѓа уставотворната власт и на што е таа сведена. Нацрт амандманите во собранието се утврдуваат со низок праг на гласови, со распон од 66 до 68 гласа. А во Комисијата за уставни прашања со 9 гласови, без да се чуе ниту едно стручно мислење. Јасно е што може да биде и каков може да биде квалитетот на било какви донесени амандмани. Во тоа невреме што не наоѓа веќе подолго време, најмногу се слуша гласот на заменикот министер за правда. Четвртото скалило во хиерархијата на функционерите во владата. Го нема премиерот да каже нешто да се појави пред пратениците. Ги нема министрите. А еден министер за финансии, кој се подпишува како заменик председател на владата, од време на време нешто ќе каже и тоа претежно конфузно. Особено е конфузен кога кажува дека во таа зона ќе биде применето англосаксонско право, без да знае дека на континентот нема Англија, не постои Англија. Во такви услови собранието на Република Македонија не може да ја врши уставотворната власт на начин што соодветствува на карактерот и значењето на уставното право. Тоа лесно ќе можете да го заклучите и од ова дебата, делумно и од моето излагање за какви суштински, суптилни проблеми станува збор. Уште помалку може да ја користи овакво собрание, оваква уставотворна власт, уште помалку може да ја користи моќта на правото, како фактор што ја создава јавната сфера и целата државна организација. Прочитајте го Алот, Филип Алот. Добро и нашиот Филипов е исто познат, али овој Филип Алот прочитајте го. За моќта на правото. Па ќе видите дека станува збор за една од најмокните сили, бидејќи е поврзано со идеите. Идеите се сила. Идеите се сила. Идејата е содржана и во 24-ти амандман. Може да влече напред, но може и да растура. Зависи кој со какви идеи располага. Од друга страна, владата ја користи моќта на уставното право во сферата на економијата. Ете и мене некогаш да ми искористат за нешто. Со помош на уставно право и на уставните норми, владата сака полесно да ги решава економските проблеми во земјата. И со помош на уставна заштита да се обезбеди од
големата неодговорност за нерационално трошење на парите. Но тоа економистите ќе го кажат подобро од мене. Тоа не е видливо само од меѓународна финансиска зона. Тоа е најдобро видливо од амандманот посветен на банката. Во демократските држави уставите се донесуваат врз широка основа со можност, со највисок консензус на политичките сили и врз основа на темелна стручна подготовка и живи дебати. Заблуда е ако се мисли дека уставните измени може да се донесуваат во парламентот избран на непосредни избори. Тоа е второстепено скалило. Првобитна е власта на народот, потестас, а ова е изведена власт. Поголема заблуда е ако се мисли дека е нормално собранието да донесува уставни норми без учество на парламентарната опозиција. Тоа е како да возите автомобил кој има цилиндер, а нема клипови. Зарибува веднаш. Па и гледате зариба по насилството од 24 декември. Зариба и реков, од тогаш Македонија нема власт. Па и сега нема власт. И ова е власт која врти во празно. Но, најголема е заблудата кога парламентарното мнозинство се поистоветува со народот. Оваков каков што е. Историјата на европската уставност недвосмислено покажува дека во поимот народ не влегуваат власта и привилегираните слоеви. Во поимот народ влегуваат оние што денес не се ништо, а тоа сме ние. А утре треба да станат се. Не знам дали Заев ме слуша. Веројатно ќе ме чуе. Тоа веќе се случи. Имаме такви бројни историски примери. Третиот сталеж во Франција пред француско-буржуаската револуција не беше ништо. Но брзо стана се. Ја донесе знаменитата декларација од 1789, веќе што ја спомнав. Го донесе и по 2 години првиот устав модел, монархиски устав, но модел на парламентарна демократија до денешен ден. Тоа што се урива во Македонија веќе неколку години. А разбирливо е што уставните промени мора да се подготвуваат темелно и што предизвикуваат голем интерес во јавноста. И мислам дека ова фондација добро е што се вклучува. Покажува што значи сенс за општествените промени и што значи да се има некоја представа за местото и улогата на цивилниот сектор во тие промени. Станува збор за правен акт со најголема правна сила, што важи за сите. Освен овие, ако дојдат во таа географска финансиска зона, нема да важи. Али ќе видиме, ќе се бориме. Но, и од ова уставна, реков, важи за сите, но за овие нема да важи, а нема да важат некои норми за владата до 2017 година. Уставот влегува во сила од моментот на неговото прогласување. Но амандманот за буџетскиот дефицит и за јавниот долг ќе влезе во сила дури во 2017 година. Како што веќе е вообичаено законите да се донесуваат и од гледиште на уставот влегуваат во сила, но нивното извршување се одлага за некое недогледно време, сега на ист начин се постапува и со уставот. Што значи тогаш правна сила? Кој е тој комодитет и неодговорност еден акт кој што се објавува во службен вест? И за закон зборуваме, а за уставот посебно, влегува во правна сила, а неговото дејство се одлага. Тоа уставна теорија не го познава. Со овакво одлагање на одредени одредби да влезат во сила, владата си обезбедува привилегија во траење од 3 години. Си обезбедува комотна позиција во трошењето на народните пари.
Затоа Имануел Сиес, еден од главните актери на Француската револуција, има право кога привилегираните не ги смета за дел од народот. Еве ви кажувам сега со овие неколку примери колку е убаво да се биде дел од народот, но само под услов да не сме привилегирани. Па да бираме сега. Првото е потешко, но подобро, историски гледано. Со желба уставните промени да поминат полесно, предлагачот се служи и со лукавство. И тоа е веќе сега една стручна анализа. За лукавство што не е забележено во нашата досегашна уставна историја. Предлагачот го префрлува ставот 1 од членот 9 од Уставот на НРМ во амандманот 39, со кој се регулира уставната жалба, а тоа не го кажува ниту во нацртот на амандманите, ниту пак во јавноста тоа се забележува. А тука е кваката. Тука е кваката, особено на првиот амандман, на 33-тиот амандман. Ставот 1 од членот 9 гласи, јас сега ќе ви го наведам за да имате впечаток за што станува збор. Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Завршен цитат. Од наведениот цитат отпадна зборовите граѓаните на Република Македонија, значи и гем отпадна. А остатокот од текстот се додава на амандманот 39 точка, без тоа, точка прва, без тоа да се наведе во точка 4 од амандманот 33. Вие ќе го имате текстот на располагање, така да ќе можете подобро да го контролирате тоа што го кажувам. Значи се врши груба интервенција во едно основно човеково право. А тоа на перфиден начин, се заскрива од пратениците во собранието, од носителите на уставотворната власт. Значи, владата нема почетни кон собствените пратеници. А верувам нема почетни кон собствената партија. Ова веќе не е ни партиско, ни парламентарно прашање. Ова е нешто поголемо од сето тоа. Лукавството не запира тука. Од членот 110 од Уставот на Република Македонија отпаѓа одредбата со која е предвидена, цитирам, забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Затварам цитат. Значи, отпаѓа забрана на дискриминација. Очигледно е дека наведената одредба, заедно со одредбата од членот од ставот 1 што веќе го наведов, се пречка за дефиницијата на бракот и на вонбрачната заедница, онака како што се формулирани во амандманот 33. Предлагачот е свесен дека со предложената дефиниција за бракот и вонбрачната заедница ќе има тешки проблеми, ако претходно уставниот текст темелно не го очисти, а при тоа властите да не се сетат. Сите да бидеме во заблуда, сите да голтаме. Тоа што ќе ни го даде. Се забрзувам брзо. Добро, ме ослободуваш од посложените прашања. Ако тоа е и воведот. Но, изгледа дека не е свесен дека развојот на еднаквоста никој не може да го запре. Дека сите настани, сите големи личности во историјата му служиле на тој настан, на тој постепен и незапирлив развој и дека не е мудро било која државна власт, независно за која станува, француска, американска или македонска, да го запира тој развој. А сега ќе завршам, али само со тоа прашање, не брзајте, колешки. Токвил е во право кога смета дека постапниот развој на еднаквоста е дело на провидението и дека неговите главни својства се општоста и трајноста. Зачудува фактот што пратениците од малцинските заедници
се согласува член 9 да не се менува, без примена на Бадантеровиот принцип. Иако таквото одлучување изрично е предвидено во амандманите од 2001 година. Посебно загрижува молкот на пратениците од редот на ДУИ. Не знам дали овде има некој од ДУИ. Можда има, фала Богу да има. Особено ако се има предвид дека се менува и преамбулата од 2001 година. Како и членот 8 од Уставот, со кој се утврдуваат темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Затоа зборувам за овие амандмани како амандмани со разорно дејство. Од наведеното веќе може да се заклучи дека од амандманот 33 нема потреба. Постојното решение содржано во членот 40 од Уставот е подобро од предложениот амандман. Тоа ако ви го кажува професор по уставно право, бар малку верувајте му. Згора на тоа, бракот е дефиниран на идентичен начин и со Европската конвенција за човековите права, а е поддржан и со една доста развиена юриспруденција на Европскиот суд за правдата. Конвенцијата и юриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права имат поголемо значење за Македонија, отколку Уставот од 1991 година и сите досега донесени амандмани, ако искрено одлучила да се насочи и упати кон Брисел и Европската унија. Дефинициите за вонбрачната заедница и за сите други облици на животно партнерство се во длабока колизија со постојните уставни одредби. Членот 9 треба да остане ист како што е формулиран, а треба да остане и забраната за дискриминацијата како предмет на уставната жалба, така како што е формулирана уште 1991 година. Најголем проблем е амандманот 34 со кој се воведува меѓународната финансиска зона. Тој амандман треба да се отфрли, бидејќи е во колизија со преамбулата и со темелните вредности. Амандманот е во спротивност со европското примарно право. Ако има европејци, нека го чујат тоа. Како јадро на европското право, кое се применува врз целата територија на државите членки. Ова право не признава зони во државите членки во кои не се применува, не признава никакви исклучоци. Такви зони не признава ни секундарното право на ЕУ, а не признава ни Европскиот суд за правдата, бидејќи Европското уставно право е јуридизирано во многу поголема мера од македонското. Токму јуридизацијата, кај мене е овде судиката, она знае што е тоа, токму, да, добро, чекајте, само малку уште, па потоа јас ве напуштам и одам да ги гледам спомениците. Токму јуридизацијата го одржува и зацврстува интегритетот на европското право, тоа што треба да се случи во Македонија. Дрско и арогантно предлагачот кажува дека во меѓународната финансиска зона даночното, комерцијалното и граѓанското право нема да се применува. Нема да се применува ни уставното, ни меѓународното право. Во зоната ќе се применува посебна правна регулатива, освен прописите од областа на кривишното право, но и тоа делумно. Таа ќе го дефинира кривишното дело перење на пари, ако го дефинира, нема да го дефинира, и таа ќе врши ревизија на собствената работа. Тоа е супер ревизија запишана во амандманот. Значи, криминалците ќе го терат криминалот. Надвор од примената ќе биде и судското право на Република Македонија. Зоната ќе има своји судски и регулативни органи и сама ќе ги решава споровите во рамките на зоната. Значи, ништо од оној закон што е предвиден дека ќе се регулира со закон зоната. Нема суштински елементи. Сите елементи на зоната се уредени со уставот, со амандманот, и на тој начин уставниот суд ќе биде попречен, нема да има никакви ингеренции, односно зоната ќе биде надвор од неговиот дострел. Се за банката имам доста широко, но тоа ќе го оставам, прочитајте го. Се слагам со тезата. Прво, нема потреба да се менува и тој амандман, бидејќи ги содржи сите елементи што ги содржи Лисабонскиот договор во врска со Централната Европска банка. Додека предложеното решение од тоа не содржи речиси ништо, освен
некоја ценовна стабилност. А та ценовна стабилност, тоа господинот Гошев ќе го објасни подобро, се одржува преку емисија на денарот, преку монетарната политика и други елементи што се во постојното решение содржи. Ако нешто треба да се додаде, а треба да се додаде, а тоа е да зајакне независноста на гувернерот. Владата да не го предлага и да се види под кои услови гувернерот треба да се бира. Гувернерот мора да се произнесе за овој амандман. Ако не се произнесе за тој амандман, тогаш ќе ја добие истата оценка како и председателот Иванов.